Умот и късметот, чита Александар Станојков. Си било едно момче будалесто и многу сиромашко. Многу пати си легнувало гладно што немало парички да си купи леп. Ако не го подкрепувале комшиите со леп и да не му давале понекогаш по нешто работа по дома, која дрва да нареди, дрва да пресечи, вода да им зали и друга работа што била многу долна и да му даваат по некоја пара за да си купуваат леп, одамна ќе беше умрело тоа будалесто момче. Ама тие комшии биле милостиви, ти ќе го пожалувале и го погледувале. Многу пати го здружувале со некој дрварчење и го праќале во Орман да збира дрва со едно магаре, за да се алаштиса и да бидити тоа домаќин како што бил некојаш и татко му. Ама никако не напредувало момчето во работа. Учи, тиква бучи, што рекле стари. Чун ќе го калале комшиите, ти ќе навр го поучувале за да напредуват во работот и е веќе голема. Како што секи човек има и ум и късмет, така и момчето имало. Ама и двата беа го изостаиле, ти ќе си било така као избудалено ти, ако имаш еден од двата ја късмето ја умо, па не ќе беше до тамо. Од која беа го оставиле умо и късмет од момчето, никако не беа се здружиле двата за да се видат и да си проговорат помеѓу себе нешто за момчето. Талкајќи умот и късметот по ќеот нивни, се погодило еднаш да се стретат. Побратиме уме, му рекол късметот на умот. Море, како се изгубивме ние вака толкова време што не сум те видел? Кај току талкаш бре? Кај што талкаш ти, тамо и јас, му рекол умот на късметот. Зошто ме прашаш? Море, нарно знаеш ти зашто те прашам, туку нечиш да кажеш, му рекол късметот. Али за момчето наше што сме го оставиле двајцата за да биде будалесто, му рекол умот. Ете за тоа де, видиш како знаеш, му рекол късметот. Море, ајде да му поможиме бре уме, за да му напреднети. Страмота е за нас да го ставиме онака. Ајде, лели велиш ти, му рекол умо, да му помогнеме. Од која беа се зговориле умо и късметот, почнале да му работат на момчето и на часот се изитрило и што работа ќе ватело ќе му напредувало. Сопрво зело едно магаре и отишло в планина, та одило од бука на бука за да најди некоја бука поедра, да ја пресечет и дрва да си тоарит поарни за поеќе пари да чинат, а некако напред што собирал дрва танки што да се продаваат за гроши 50 пари. Нашол една таква бука и е легнал да ја сечит. Едно ја пресекол буката и туку беше се историле парчиња од алтан. Не и познало момчето ти се талтан парчињата, чунки до тогај не беше видело парчиња од алтан. При се што не беше видело, пак си собрало во торбата што си носело лебо и си тоарило дрвата си дошло дома. Тоа нешто късметот му го наврте. Бидејќи било тогај и разумно, момчето си рекло сумот да земе едно парченце од златото и да појде кај некој куменџија за да го прашат што е тоа нешто и колку пари чинет. Куменџијата го стругнал парчето од златото за да го види што е и кога го удрил на менкташо, излегло сафи злато и се удрил на пазар со момчето. Ама момчето го сетило куменџијата оти чини многу тоа нешто што не ќел дори да му го дајт. Сакаш пари бре момче, му рекол куменџијата. Колку сакаш? И продај ми го ова парче туч, дека мене ми требат за работење. Не ми е за продање, мајсторе, му рекло момчето. Само сакам да се научам колку пари чините, да пак ќе си го однесам дома, чун ќе ми е останато мирас од татка. Му дал куменџијата една цена, при се што не му го продало момчето златото. Кога чуло момчето толкова пари што му дал куменџијата, се сетило оти треба да чини уште помногу. Чекај да прашам и на друго место, си рекло момчето со умот. Лели дават овој толку, друг може да дајт уште поеќе. Му го зело од куменџијата и отишло кај друг, кај трети, и најпосле кај некој сараф, да го продало златото за многу пари и си ошло дома со пари. Овие парчиња треба да се талтан, си рекло со умот момчето. И
Јас треба да одам во друг град за да прашам колку пари чинат и да ја продавам поскапо за да не се излажам. Оти човек што се лажит за срамота, ето тие што го лажат. Си го взело момчето златото и тргнало од град на град да одити да продаат. Во еден град ако продаеш едно парче за 1000 гроши да речеме, во друг за 2000, во трети за 3000. И така одејќи од град на град, дошло дури во царскиот град и таму веќе беше го продало сето злато, та беше се сторило прв богат во тој град. Умот и късметот се по него оделе и му помагале. Од која поседело неколку дни момчето во царскиот град, пресапило да ватит некоја трговија за да и намножи парите што имало. Гледајќи низ чаршија по дуќаните свет што купуваа кому што му требало, се пресапило и тоа да ватит неколку дуќани и да наклаит таквие стоки за да бидит тргоец. Ватило неколку дуќани и накупувало турли стоки и наполнило дуќаните, наглавило измеќари и се курдисало како баш тргоец во царскиот град да продаа. Сите што го видоа се чудиле на неговото богатство и на неговата личнотија и умнотија. Секој имал ќеф од него да купуваат стока, едно што многу стока имало, друго и поевтино што давало, и друго што било момчето умно, разум и со слаткала крдија што и пречекувало. Алош вереш страшен беше фатило да напред и се прочело по целиот град. Многу нешта што му требале на царот за војската оделе од кај него да купуваат. Со денеска, со утре, беше го теклив еднаш царот да го стори таинџија за да му дават се што треба за војската и тоа беше примало, та се сторило таинџија и давало таин токму 1 година време без да посака пари од царот. Се чудел царот на тоа момче дека било токму богато, чунки 1 година време не му посакало пари, како што му сакале друзи таинџии на секи месец пари. На тоа згоре го викнал царот момчето на годината за да го стора тесап и да му плати да за напред, ако се погодат, пак да му биде таинџија. Од која му платил и му надплатил царот, се погодиле пак за напред да му бидит момчето таинџија на царот. На тиот згора царот направил едни гости и поканил сите садријазми, паши, големци, сите старци што биле покрај него и момчето го канил за и тоа да бидит на гости. Кога видело момчето ти го кани царо на гости, отишло на баш терзијата и си кроило еден кат алишта за како пред цар кога се оди на гости или на свадба и се променило, се начитило, што ај ми си оди да ти види око, да го грабниш и да бегаш. И му ошло кај царот на гости. Умот и късметот кај да одеа, од него мислата не ја остава и се му работеа за да напредуваат. Одејќи момчето у царот на гости, седнало на трпеза покрај друзи млади паши и тоа, како некој голем господар. Одошто беше лично и умно, тики како некој ангел прилегаше во лицето. Сите што биле во одајата, на сите во него беа му останале очите. Од која јале и пиле, влегла царицата за да почестит гостите и да му речит добре дошле. Кај царицата дошла со неа и ќерка за да и видит гостите. Едно беше го видела момчето и на срце беше и останало. Излегување од одаја царицата со ќерка си и ја спојмела мајка си за да дајат за невеста за тоа момче. Мори ќерко, не збори така, ами ичте дава татко ти за тоа момче што е таинџија, татко ти ќе те дајат за некој царски син, што му е акран нему, а не за Сиромов, е рекла царицата као нажалено. Веруј мајко, оти на срцео ми остана тоа момче, е рекла плачејќи момата. Ја него ќе ми го земите, ја в неола ќе се врлам и друго чаре не бива. Ем живи младост, мајко, еве, ќе ти се заколнам до утре, а ако не ме свршите за тоа момче, да знајте ти, сама себе јуде ќе се сторам и вие на душа да ме имате и на тој век џуоб да ми давате. Вака велејќи царја ќерка, отишла и се затворила во една одаја и легнала да плачет. Од која си ошле гостите, му кажала царицата на царот за тоа нешто и царот ја кандисувал да ја дајат ќерка си за некој царски син. Арно, ама ќерка му слуша тоа што ја велел татко и мајка кога работеле од момчето умот и късметот.
Или него татко ќе ми го земиш, му рекла, или ќе се отрујам и другочаре не бидуват. При се што царот ја велел за друго момче да ја земит, пак тоа го сакал и тој, ако било долен сој. На тоа згоре ја рекол на царицата, честита царице, ајде да си го дајме девојчево кај што му е незена срце, за да не биди здраво и живо и весело, да ако не е момчето од царско колено. Нели велиш ти, честити царе, му рекла царицата, да го дајме и толку. Ела мори, ќерко, ја викнала царицата ќерка си од одајата, кај што била затворена и плакала. Ела овде при мене и при татка ти и ај нека ти биди ќе од тебе, ќе те свршиме за тоа момче. Ај, оди и изми се образи, дојде да му бакниш рака на татко ти и мене, за да ти речиме да ти е Аирлија момчето што ќе ти го свршиме. Кога чула тие зборови цареа ќерка од мајка си и од татка си, со голема радост отрчала и се измила образ со рачи сапун, се истрила со ќесето убаво и дошла пред татка и пред мајка, та му се поклонила и му бакнала рака. И брго пратија по момчето да дојдет и да му кажат оти ќе му ја даат ќерка си нему за да му биди домазет. Дошло момчето кај царот и кога чула тој збор, му се поклонило до земја и му рекло: Ви благодарам, честити царе и честита царице, на таа голема чест што ми ја чините вие мене. Арно, ама јас се гледам за недостоен да ви бидам зет, ќе сум од долен род, да за тоа ќе ве молам, ако е возможно да не биди, за после да не ви е мак. Ако си момче ти од долен род, ние ќе те направиме од голем род, чун ти работел тебе многу късметот. Земи сега прстенов и нека ти ја Аирлија ќерка ми за век да се ќердосате, му рекол така царот. На тие зборови момчето веќе замолчило и примало. Едно зборување и курдисал царот свадбата да ја правит. Курдиса тапани да свират, поканил сватој и направил свадба царска. Во денот што ќе се свршала свадбата се нашли умот и късметот во саријот од царот и се здравувале. Море, кај си бре уме, му рекол късметот на умот. Да видиш нашето момче до кај дојде, да се стори царев зет. Капфе јас што велат стари, роди ме мајко со късмет и фрли ме на патот. Дајте, толку чинам јас побратиме. Море побратиме късмет. Пак јас велам оти, ако не бев јас да го крепам момчето, никој пат не можеше да дојде на оваа скала. Крепи го ти Везден, ако не го крепев јас, му рекол умо на късметот. Бре, да зрсаде, ти си ми можел да донесиш момчето на оваа скала, му рекол късметот. Та јас нешто не сум можел да го донесам. Да море побратиме, сам царо некни му рече оти късмето многу му работел што ќе му е дајал ќерка си, а не му рече оти умо му работел, разбра ли не разбра. Лели си и наетиш толку, чекај да го оставам јас да не го крепам, му рекол умо, и да видиш оти ќе окалит работата. Така беа се препирале умо и късмето и ја донесле работата до скарување. На лутината згоре се налутил умот и го оставил момчето баш таа вечер кога го затворија да лежи со царската ќерка, демек со невестата. Туку, од кај си беше момчето умно и разумно, штом го оставил умот беше се ошутило како што си било кога било сиромавче и едно му ја пуштиле невестата при него, тоа му врзало една трешница по врат и ја истерало од при себе. Се зачудила царја ќерка, оти да ја удрил трешница. Втори пат се прибрала, пак така ја удрил, трети пат, пак ја удрил и што е зборувал зборови, ниту едно дете од 5 години не изборувало. Се чудела ќерка му од царо и не можела дури да се увери за тоа нешто. Та ошла кај мајка и ја кажала сето со ред. Отишла и царицата да го праша заошто е тепал ќерка и не ја приимал за невеста да му бидет. Кога му чула царицата зборовите од момчето и таа се учудила и се уверила оти се избудалило и се померило од умот. И ошла при царота му кажала. Кога чул царот тоа нешто, пратил луѓе и му го донесле пред него. Му зборувал, го прашал за едно за друго, да видит што одговор ќе му дајат. Одговорот што му го дајал, го сетило ти се избудалило, та беше го клале во една одаја,
како под затвор, да постои дори да дојде лекимите да го видат. Честите царице, ете од сиромајо колку му работел късметот, дури да го обезумит и да не напреднет. Е рекол царот. Може и да му дојде умот, честити царе, што знаеш да утре што бидуват? Му рекла царицата. Може на страмо згора да чактисало од умот и да се избудалило? Може да му дојде умот ако има късмет, е рекол царот на царицата. А пак, ако не му дојде, јас знам да му удрам прат по гази да го истерам. Кога го виде късметот и момчето се избудалило, голема мака беше му паднало и тога поверувал оти късметот не можел да го докрепи без да биде умот другар со него. Стегнал опинците късметот и трештил да го бара умо, за да го моли да го подкрепит и тој како што го крепел тој. Барал вамо, барал тамо и беше го нашол. Море, ама бре, проборати ме. Ела да го подкрепиш и ти момчето ти пред царот, за срамота ќе се сторит. Виде сега кога ти велев, ти без мене ти ништо не можеш да сториш. Ама побрати ме, му рекол късметот. Ти припознам кабаетот и сакам да ми простиш за сега, да јас уште еднаш од тебе немам делење. Така велејќи му късметот на умот, беше се смирил умот и отишол, таму влегол на момчето и веднаш беше се свестило и се сетило од изгрешило и беше си кроел еден тертип како да му речи на царот за да излези пред него, за да му речел нешто. Кога чул царот и момчето сакало да излези пред него, со радост беше го приимал и се сторило да уџија на царот, оти да го клајат во друга одаја како под затвор. Остај тоа бре, синко, му рекол царот. Туку гледај што е да уџија ќерка ми што си удрил 3 трешници и не си ја дексал за невеста. Зошто така да ја направиш? Сега лели бил и умот и късметот да го крепат момчето, знаат како да му дајат тоа џуапот на царот. Честити царе, јас што ја удрив 3 трешници на ќерка ти си имав право, чунки имав насието од татка за која ќе се женам. Во првата вечер да ја удрам 3 трешници на невестата ми, за да паметуват која ме мажила. Првата трешница е за мене да ме знае тоти сум ја господар и да ме чести. Втората за татка да го чести, а третата трешница за мајка да ја честит. Ете, тоа беа 3 трешници, честити царя, не оти сум ја некјум ќерка ти не ја дексав. Кога чул царот тие умни збори од момчето, му пофалил и си останало у царот домазет. Може и ден денеска да си ет при царот.